Колега, апсолутно не се согласувам со сето она што го напоменавте и за земјоделието, и за тоа дека треба да дадеме подршка на овие предлози за заменици министри, а во контекста она што го кажавте дека лично го познавате предлогот за заменик министер за економија, сакам да ве прашам дали знаете дека предлогот за заменик министер за економија е осуден условно на 3 години затвор? Дали знаете дека овој предлог доаѓа со цел да ја подобри економската состојба во Република Македонија? На мен ова не ми е чудно, затоа што овој предлог доаѓа од мандатарот Зоран Заев, па сигурно по негови критериуми е предложен да биде заменик министер за економија. Замислите, овој човек кој што е 3 години условно осуден, треба да ја помогне на македонската економија. Затоа велиме дека мафијата има своја држава. Кога зборуваме за таа мафија, ќе се надоврзам дека, меѓу другото, зборуваме и затоа што правдата ви заврши во Луи Витон ташна, ташната ја нема како што нема правда и нема мир. Кога зборуваме за мафија, мислиме на тоа дека ви пропадна банка, никој од власта не сноси одговорност, иако трагувавте со најбитната работа, а тоа е информација. Кога зборуваме за мафија, мислиме и на дополнителниот, исто така, заменик министер, предложен од вас за здравство, кој што заедно со министерот за здравство е влезен во бизнис делки за градба на згради. Замислете, овие луѓе кои што се бизнис партнери и кои што треба да се справат со кризата здравствена во Македонија, имаат бизнис заеднички за градба на згради. Ете затоа овие луѓе не најдоа за сходност да изградат клиничката болница во Штип и ете затоа здравството е на тоа ниво во овој момент. Има многу причини дополнителни заради кои што можам да кажам слободно дека сте мафија, но ќе завршам во интерес на времето овде и за крај. Затоа што комуницирам и живеам во градот Штип, не знам додека зборувате дека работите во државата се добри, дали знаете дека текстилно-конжарската индустрија во Штип е пред колапс? Дали знаете дека илјадници граѓани вработени во оваа индустрија ќе завршат како стечајни работници, ќе останат без работа? Додека вие зборувате дека во државата тече мед и млеко, овие луѓе секојдневно се борат за своите сопствени работни места. Не ве уверувам во ова сето што го зборувам, не морате на мене да ми верувате, затоа е тука колегата пратеник од Штип, можете него по-директно да го прашате, затоа што тој многу подобро од мене е верзиран за кожарската индустрија, за тоа како се исплаќаат платите на вработените во оваа индустрија и слично.